Здраво луѓе. Имам нешто да ви кажам. Прва емисија. Денеска во првава емисија, уствари, наш прв гостин ќе ни е Јовче, креаторов на имам нешто да ви кажам. Значи тој уште не е свесен дека сигурно е дојден. Ене го. Здраво Јовче, како си брат? Шо правиш? Не, од Дали имаш нешто? пише свати со В, а не со Ф. Дали имаш нешто да кажеш денеска? Имам многу работа. Пошто слушам ке си бил прв гостин уствари во твоја емисија. Така одлучиле бе, така одлучиле. Тур дојде другите, јас ке си гостувам сам. Океј. Абе, нешто? Ајде се префрлимо на овде. Океј. Седни ваму, јас ќе слободим. Здраво луѓе, уште еднаш, значи емисија почвит кај што главниот водител е гостин уствари во емисија. Да, тоа сега го досматна, не е битно. Од каде вас идејава за оваа цела работа, нели? Идејата сосема случајно. Така? Знаете, тоа е всушност, впрочем, една идеја која тлееше доста време, години можам да кажам, и 2-3 месеци. Имам нешто да ти кажам, името е многу интересно според мене, затоа што сакавме нешто да кажеме, а немаше кај да го кажеме. Тоа е целата поента. И нормално си направивме една соработка со дечки од Шила, со Кафичов, си ја нарековме ова Шила едно наше уметничко капче кај што можеме да ги правиме тие ствари и почнавме со поетско читање во Шила. Што го носит името, имам нешто да ти кажам за тие што знаете или не знаете. Секој месец се одржават, мислам се трудиме да се одржават секој месец. Сега ќе се одржават, ќе го имат во декември. Така што се надевам дека тие што не знаете, не го имате доста посетено, можете да дојдете да си го посетите. Ама не ни беше доволно, нормално, затоа почнеме со еден нов свеж концепт на имам нешто да ти кажам, кај што Нов свеж, испечен од реална. испечен од реална, да, слободно си бучиме, така Да си беше бучиме, да. во најавата. Да, YouTube, На изрели. Океј, И тоа е, затоа овако платформа ќе се користиме за сите да можат да си кажат по нешто и кој што гледате доста си е скроз опуштено, значи така. Извините го земам сега место на водите, мислам кој ќе зборувам. нема го врска, гостин да ти зборувам. гостин уствари зборуваш, да. Да. Мислам сега не знам како се понашаш ти, ама не знам што да направам со ти. Опуштено. Опуштено. Ама зависи да колку опуштено. Се иначе тука имат рубрика, така да си ги наречиме, дека ќе поставуваат многу чудни прашања на гостиве, значи да ги изместим малце од па се вика, Знаеш што? За денешно видео, пример, Добра. можеш ти да ме прашаш 7 прашања чудни. Ај 7, кај не е 7. 7 бе 7. Значи, знаеш како го планираме јас тоа? Значи, во емисијава што ја планираме имам нешто да ти кажам. Јовче е главниот водител и тој прави муабет со гостинот, да речеме. А јас се бркам околу апаратот, околу камера, околу нешто пати работи. Подтрчко, ама квалитетен. Подтрчко. И пошто нема шанси мене да ме зачути некој, значи нема тоа никаква теорија, мора ти јас нешто да кажам, тоеш да зборувам. И јас му смислив да уствари на гостинот да препрашам некои 7 прашања чудни. Теби чудни. Баш ме интересира сега Јовче. Мене баш ме интересира колку е чуден. Колку е чуден тој за знаеш ко за прв пат онака пошто јас прв гостин сум со што ќе постави некои чудни прашања, баш ме интересира ти што чудни прашања ќе ги поставиш денес. Не знам дали ќе се седум, ама ево да пробаме нешто вака што ми текли. Ова може да и го имате слушнато негде, ама е интересно, можеме да го издискутираме. Например, да можеш да одбериш, да ги разбираш и да зборуваш со животниве, Добро? да си невидлив или да леташ. Што ќе одбериш? Со животни, директно. Да, заш. Па јас зборувам со животни, ама само напати ги разбирам тие што ми кажат. Ама јас сакам цело време да све да разбираш. Да бе, све да разбирам, ама кај да Јас и ти што си правиме. Да. Да, заставиш што некој положав и правиш му на некој јазик. Што бе положав? На полжавски. Мео бе брат, добар не знам дали зборувам така. Се лигајт море, заш полжавски. Твој вака зборови вајда полжав. Значи животни, да се Ти што биел? Јас брат да летам, многу сакам да летам. Многу, не знам, Јас не реков со авион, ама да летам. Рео ги речеш да сум невидлив, да се... А не ви ли филм размислувам, на да очи се на тоа пара, ако помали да се пикаш на места кај што не можеш да влезеш
легално. Ама не, да летам дефинитивно, пошто не знам, сигурно пошто сакам такви адреналински работи. И летање, а со животни примере си се разбираш, да речем некогаш повеќе со животни можеш да се разбираш отколку со луѓе. Да, тоа не прави. Кој што гледаме сега on serious note, да речам, има многу гадни дешавки со кучињава најмногу кај наша се дешава. Не ме посвети за тоа, остај сега, таа тема. Да, имаше на неговиот YouTube канал Рент. Ево, ствари, имаше еден дечко, имам нешто да ти кажам. Да, имаме. Може ти да се смениме, тој да дојде Да, не ми се знаеш. Чи, ајде да. Уште едно прашање. Не мора, значи до овој пат, јас сигурно ги прашам 7 прашања на овие Да, јас гостино. само пример. Али ова е пример на прашања, да речеме, иако што нема да се вакви прашања, малце ќе се понезгодни. Ова е железно, али? Да. Значи, кога ме прашаш нешто и станувам и нека следни човек. Важи. Браво за опушеност, за Опушеноста. За Ние сме опушени. Да. Вака, ајде сега прашање. Дали кога ќе сонувиш, има мирис твојот сон? Имам почувствувано мирис. Да? Имам и запамтен мирис од сон. Како мирисат сонот? Да. Конкретниот сон, Да. како запамтиш каков му е Не мирис? само еднаш, многу пати. Многу пати? Иначе не знам дали знаеш, ти јас имам на видео на YouTube за луцидно, како да сопиш луцидно. Не го гледав, тоа ми излегвеше она од страна рекоменде цело време, не го пуштав. Тоа видео доста квалитетно, ако сакаш вистина да навлезеш во тие работи, тоа јас ви кажам само првите фази кои се наречено за почнеш за тоа и го ги навлезеш во тоа длабоко во сонује, значи сонује се многу јака работа, исто друга реалност и уште една реалност кај што можеш. Јас дури едно период имаше кај што секој ден по 11-12 сати, онака, спијам, да, секој ден. Секој ден. И На вечерона или се трудеш и преку ден да го правиш? не ме само еднаш почнеш да спиеш и не прекинеш 12 сати. И така 12 сати спиеш и сониш, значи имаше можда некогаш па да не ти претерано на 5 соно исполнени со ред. Ко бев во фул, значи вежбав секој нешто правиш, станиш и запишеш што сониш. Да, јас тоа го јам правено, со нај ги јам запишено. И се сеќавам дека на мирис ја, тоа уствари не како мирис, туку како емоција, не можам не можам да Кој емоција, затоа го памтиш. Да, не можам да ти онака да речам вака. Да. Ајде да не зборам. А боја? Ајде не Боја или по боја во 300 чуда, брат. По 300 чуда. Ајде. Господа, моите ви да се Повели ова за емисија. Може да повелите да се пратиме. Еден од дечките од првите неколку пати што беа вклучени и вака како прави джентлмени да девојката да седне на дрвено столче. Може тајде ladies first да си се представите, ми само си кажете да не трошам многу јас. Па, јас сум Дамјана. Имам многу пати видено дело, сакам нешто да ти кажам. Имаш. Имам. Се надевам уште ќе имам. И така, мило ми е што сум дел од ова сега, од вашиот подкаст / YouTube channel. Да, се е ова наше домакинско пријатно место кај што си е Шила и да е каналов такво место кај што секој ќе може да си го каже тоа што сака да го каже, без да кажам ограничувања се во граници на нормалата и тоа што го дозволи моралот. Може сега дечкото од мојата лева страна да се представи. Јас сум Теодор, бев на првото, бев на уште неколку читања И ко публика и ко публика многу пати ми текви првиот пат кога идов уште детенце од прва година, уште долга коса, порече, уште му персирав на Јован, такви работи. замислете. Тоа е тоа. Кажете ми се, не знам кој го сакате поредослед, ево, за имам нешто да ти кажам, концепт овака поетско читање, нешто што пробавме, ево сега пред еден месец се одржа 10-тото, значи да речам јубилејно издание, што се трудиме да е секој месец, а не е секој месец, затоа што година и пол да речам од првото е поминато, ама се трудиме да има некоја константа. Дали е потребно, дали се појки работи потребни такви во нашиот град, кај што Охрид град на култура и треба да се издигваат тие работи, дали појки луѓе треба да се вклучат и не само во едно место, во различни. Ево, Дамјана, пошто кажи си, мислам дека и ти си вклучена во многу такви работи. Да. Мене ми е многу кеф, кога има
вакви дешавки во градот, пошто стварно ни фалат, особено на зима. На лето е турбо со туристи и има некои дешавки, ама најчесто тие се во диско или во клуб. Ама сметам дека ќе е васпа култура, да речеме поезија, не мора само да е поезија, туку може да е, не знам, некои што се занимаваат со сликање или со фотографија. Значи може да се спојат толку многу уметности во едно и ми е толку работи да направиме планови, пошто стварно има многу талентирани. Само што мислам дека кога ќе се почне да се прави нештото, станува веќе не досадно, туку веќе видено, така што не е на константно, туку да имат нешто ново секој пат. Да, после ево се трудевме, значи ти последниот пат метнавме нов концепт во имам нешто да ти кажам со предлози, значи кој ќе да е вклучена публиката со баш Теодор тоаш беше нека се каже искуство во и од публика. Публика дефинитивно секогаш ми е топ да дојдам да си гледам, затоа сега ќе речев супер и со проширување во ова подкастов, дополнителни вакви културолошки иницијативи. Да. Тука се врти тие луѓе сме да кажам кругот е кај што особено младиве, затоа викам, затоа мислам сите сме сега Теодор уште средношколец, значи баш затоа сакам и да кажеш од твој аспект, затоа што и ние кога бевме се трудевме сами да правиме иницијативи за сами да правиме, стално имало некој што ќе ти помогне, ама немало пак многу места кај да го прикажеш тој, не знам. Се знам и вие со си плюс свириш така. Да, мислам генерацијски гледано сме многу мешани. Сега не знам на кој шо све му се свиѓат, ама дефинитивно вреди да се направи вакво нешто за луѓето кои што сакаат да пратат. Така да дефинитивно вреди, ти е супер со поетските читање со све. Да, значи да, и не е само поетското читање, е едно од, да кажам, начините за доближување на култура, да речам поблиску чекор до луѓето, кој што рече фотографија, има многу луѓе што работат во проекти и сликање, само да и музика. Битно, дали мислите дека ни фали еден МКЦ во Младински културен центар? Па да. Со што ќе имаат едно кино, алтернативна сцена, значи за театар, за концерти прање, за свирки, за соизложбен салон, со све. Куглана можете. Плачам да имат кино во градот, плачам. Значи нема што да се прави во градот. Буквално навечер, дали сакаш со другарки или со што излезиш, дали сакаш на дейт да одиш, и буквално можеш да се шанташ по кафичине, Кафиџи да пијаш. и да пиеш кафе, а едноставно веќе немаме ни пари за кафе. Мислам не дека на кино, не дека на кино нема да даваш пари, ама нешто ново правиш. Ново е, не е кафе секој ден. Јас ево, например, кој што можете да заприметите, пијам кафе, уствари не сум кафеџија, не пијам кафе. Ама пијам зашто ќе пијаш, не ќе пијам за ракија цело време, мислам не дека пијам ракија, не сум нека ракија. Ама сакам да кажам, кафе почнав да го пијам од што нема што да пијам. Овој кафе има најмногу во градот, е тоа. И можат малце култура, дојде погоре, кафе малце подолу. Ќе правиме Значи, правиме моја веќе са туристички град, гостителство, значи треба да си функционира свето и затоа пример ево може ти да си кажеш од кај си поврзана дека и од твојава да кажам родна куќа во секоја смисла дека се занимаваме, мислам, и со такви работи, мало стално креативни работи, кај што поддржувате уметности, све баш кашила и дека ни е потребно поиќе такви работи. Ама баш заради тоа, мислам дека МКЦ ни е потребен, кој што да не е све во кафичија. Да, Да, иако и сега како почеток, воопшто не е лошо ова. Да, не е лошо, плюс затоа и мислам, треба да ги искористиме условија што ги имаме. YouTube е одлична платформа, да речам, баш за вакви работи. Следно овој подкаст на Spotify, ќе си тера така. Значи, како што ќе се терат, ќе види, јас се надевам, плюс ево, мора да се заблагодариме дека голема поддршка добивме за ова што почнавме да го правиме многу луѓе. Многу луѓе што ни снимаат, што ни пратија видеа и поздрави, така што одлично и фала. Се надевам дека ќе направиме нешто интересно. За не должиме многу да сме пократки во за вовет во тоа што ќе се дешават наредниве петоци. Ќе ви се заблагодарам што си одвоивте време што дојдовте и се надевам следно
ќе направиме многу вакви работи, плюс и за емисијата подкаст, дека со секој поединечно по една ќе снимиме, ќе направиме. Ова беше кратко на увертира и со гостиве како ќе види, што ќе види. И со ова за да кажете малце искуство, после имам нешто да ти кажам, поетско читање и пошто со секој има што да се направи муавет по едно 15-20 минути, да каже минимум за себе и за тоа што има да го каже, така што се гледаме следно. Господине Виктор Крстановски, дали хот-дог е сендвич или не е? Ако е заш е, што го прави сендвич, ако не е заш не е? Заш. Па мислам све што се наоѓаат испод, мислам меѓу две лепчина дека е сендвич валја. Што било? Што бил, значи ставиш натре Ова се хот-догов е виршла, сенфи, така и да, две сендвич. лепчина. Јас сендвич сметам Од камено шлеферица ако му ставиш вовдека, сендвички е, што знам. сендвич со Сендвич, да. Сендвич со камен Од шлеферица, да. Исто ти е како хот-дог, демек две лепчина, нели? И виршла.